Сега, јас само можам да се гордееме сите заедно учесници во пандемијата во нашиот град, почнувајќи од медицинскиот персонал и граѓаните. Сакам да упатам честитки и благодарност за тоа што во овие 3 месеци се научија да ги почитуваат препораките и од Министерството за здравство, од владата, од Комисијата за заразни болести и сите наши препораки да носат заштитни маски, да држат дистанца и да се дезинфицираат посебно рацете и да не се групираат во повеќе групи. Сакам уште нешто да упатам благодарност и од еден таков прилеп, како што кажав, беше ризичен и критичен пред 3 месеци. Сега сме во една добра, релативно добра ситуација, кога во Прилеп имаме еден или ни еден заразен. Во Прилеп сега имаме активни случаеви 16, што е за поздравување, и ако оди вака работава, а се надевам дека сигурно така ќе оди во наредните 2-3 недели и убеден сум дека ќе имаме уште подобри резултати, за брзо ќе гледаме да се искорени COVID-19 во оваа пандемија во нашата општина. Вчера и денес слушам и читам по социјалните мрежи дека некои од кафулињата во нашиот град имаат повик за утре, сабота во 20 часот да прават вечерни забави, дружења и прослави. Сакам да кажам дека во овој момент, како градоначалник на Прилеп, сакам да им забранам, не смеат ни да помислат на такво нешто, а ги охрабрувам Министерството за внатрешни работи да ги преземат сите мерки и сите позитивни чекори, апсолутно да нема собирање, да нема такви во било кои кафичи или клубови собирање на младите наши. Нека ми декшаваат младите. Ова не сакам да бидат запоставени или да му скратуваме нешто, но треба да разбереме, се уште не е времето дојдено за собирањки и за правење журки и прослави. Не сакам да не снајде Охрид или Скопје, а како што кажав, Прилеп е еден од ретките градови каде што го немаме така наречениот втор бран.